Вашиот утрашен избор за ручак. А веќе е време да ви ги представам и моите втори денешни гости, како и секогаш, така и овој пат имаме интересни гости и разговараме на една навистина интересна тема. Со мене денеска во студиото се Елена Игнатова, проектен координатор во Метаморфозис, Фондација за интернет и општество, и Моника Божиновска, проектен координатор во Младински образовен форум. Здраво и добро ни дојдовте во студиото. Благодариме на поканата. Разговараме на една навистина интересна тема, како што споменав и пред малку, тоа е вклученост на младите во медиумите. Ова навистина е една широка тема, опфаќа повеќе аспекти. Јас би сакала на самиот почеток, Елена, еве да започнам со вас. Што значи всушност ова вклученост на младите во медиумите? За каква вклученост станува збор? Па ние со ово истражување кој што ќе го правиме, сакаме да дознаеме како се самите млади представени во медиумите, кои теми се оние кои што медиумите ги подготвуваат за нив и сакаат со нив да ги таргетираат, но с друга страна сакаме и да откриеме како, например, младите ги контактираат медиумите и со каков тип на содржини се појавуваат. Например, знаеме дека во денешно време младите се и самите креатори на содржините, значи самите можеме да кажеме дека се медиуми, па сакаме да увидиме дали тие на некој начин ги контактираат медиумите и им ја нудат онаа содржина која што имаат создадено, или пак едноставно само чекаат медиумите да им ги подготват содржините и врз основа на тоа да се информираат дополнително. Така, јас би сакала, Моника, вие да ни кажете зошто е важно да се направи ова истражување и зошто е важна оваа вклученост на младите во медиумите? Значи, истражувањето има повеќе цели кои што има за цел да ги истражи. Едно од нив е ова што веќе го зборувавме, колку младите се застапени во медиумите, колку се вклучени тие во програмата, меѓутоа од друга страна е што младите ги интересира, што сакаат да добијат од медиумите, зашто им се корисни, како они најчесто ги употребуваат медиумите и зашто ги користат тие самите медиуми. Од друга страна, оно што особено ни е значено е да истражиме колку младите се медиумски писмени, односно колку препознаваат пропаганда, колку препознаваат говор на омраза, колку можат критички, аналитички да ги обработат содржините кои што ги примаат од самите медиуми. Така што од се ова особено значено е за да може да се истражи каква е состојбата на ова прашање, со цел да може да се креираат активности кои што ќе имаат за цел да ја унапредат состојбата, односно од една страна да бидат младите повеќе застапени во медиумите, меѓутоа од друга страна со што ќе бидат застапени, во кои тематики ќе бидат застапени, во кој контекст ќе бидат застапени, дали тоа ќе бидат адекватно на потребите кои што се кај младите, нели со цел да може да имаме млади кои што ќе бидат медиумски активни, меѓутоа од друга страна и критички. Така, која целна група е најзастапена? Кога зборуваме за млади, имаме ли возрастна граница од до, затоа што нели различни возрастни групи се различно информирани во однос на тоа што се случува во медиумите и на различен начин ги доживуваат медиумите. Или може вие да ни одговорите на ова прашање? Значи, како возрастна граница која гледаме како таква, ние како таргет група кои што ни се младите ги истражувавме од 15 до 30 години, но не сакавме да се ограничиме само на оваа граница, него го отворивме прашалникот со одредени прашања и на граѓани кои што се над 30 години и под 15 години, но главната таргет група за колку се младите и како тие сметаат дека се застапени во медиумите, ние од 15 до 30 години. Ова се европски дефиниции за млади како такви и имавме малце двоумење кои точно старосни граници да ги земеме, бидејќи во секоја земја и во Европска унија има различни дефиниции, па со цел да направиме едно унифицирање во однос на овие старосни граници, ги земавме вредностите 15 до 30 години, но сепак дозволивме и некои други прашања да бидат одговорени од малце повозрастни или помлади граѓани. Така, јас би сакала да ни кажете и нешто околу самите прашања кои што се многу клучни во ова истражување. Кои се оние најчести поставувани прашања кои што им се поставуваат на младите? Па нас прашалникот, бидејќи стануваше збор за интернет анкета, моравме малце да го ограничиме и да го направиме пократок. И ни беше поделен на неколку сегменти што сакавме да ги истражиме, оние теми кои што ги спомна Моника претходно. Нас не ни интересираше толку многу аспектот, например, колку младите користат интернет или слично, но повеќе сакавме да ги дознаеме нивните навики за користењето на различните типови на медиуми. И тука би кажала дека влагаат како медиуми кои што сакавме да ги истражиме се интернетот, телевизијата,
печатените медиуми, радиото и ги одвоивме социјални медиуми како посебен сегмент, бидејќи малце се разликуваат од начинот на користење од интернетот. И сега како најчесто прашање нас не интересираше прашањето кое што ни се повторуваше во сите таргет групи ни беше како младите се представени во медиумите. Односно имавме неколку карактеристики кои што ги увидовме со кои што најчесто се представуваат младите, сакавме да видиме различни граници на кој ниво се тие представени, како например активни и пасивни, да ни кажат самите испитаници во кој ранг се представени младите во медиумите. Мислам дека тоа беше прашањето кое што ни се протегаше по сите прашалници, инаку бидејќи како што кажавме, бидејќи имаме различни таргет групи, например медиуми, медиумски организации, младински организации, млади, моравме да направиме различни прашања со цел да ги увидиме различните сознанија од овие целни групи. Така, резултатите од ова истражување, како што успеав да дознам, се уште не се готови, меѓутоа може ли да ни кажете накратко, Моника, вие би можеле да ни кажете накратко кои се барем дел од оние одговори кои што досега ги имавте? Како што кажавте, резултатите ќе бидат промовирани на крајот на ноември, бидејќи станува збор за истражување кој што се спроведува паралелно во 11 зими, така што процесот на анализа и на сумирање на резултатите се уште во тек. Ние не можеме сега да кажеме точно што ќе добиеме како резултат на сето ова, меѓутоа се надеваме дека ќе имаме корисни информации кои што ќе можат да ни помогнат со цел да можеме добро да сознаеме целокупната состојба на ова прашање, односно застапеноста, контекстот на застапеност на младите во медиумскиот простор, со цел да може да дадеме соодветни препораки за унапредување. Она што е навистина важно да се спомене е дека е ова еден вид на регионално истражување и не се случува само во Македонија, туку уште во 10 земји од регионот, ако не се лажам. Да, значи ова истражување се спроведува паралелно во 11 земји во регионот, односно тоа се Турција, Грција, Бугарија, Косово, Албанија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Словенија, Босна, не знам дали испуштам некој, значи односно сите држави во регионот. Методологијата е унифицирана, односно по истата методологија се истражува прашање во сите земји во истиот временски период. Идејата е да можеме да правиме компаративна анализа на ова прашање, односно да видиме дали постојат разлики во однос на државите за секоја од темите кои што ги истражуваме. Така што станува збор за голема сопфатна анализа, за која што на крајот на ноември ќе имаме многу што да зборуваме на ова прашање. Така, сигурно сум дека тоа ќе биде уште еден повод повторно се видиме тука во истото ова студио, но пред да ви се заблагодарам за разговорот, уште неколку прашања. Елена, што ќе се случи со резултатите од ова истражување? На крајот, која е идејата и која е целта и какви се очекувањата од истражувањето? Значи на крајот на ноември ќе имаме една голема регионална конференција која што веќе можам да ги кажам датумите бидејќи не се планирани. Тоа ќе биде на 29 и 30 ноември. Ќе се случува во МКЦ, во Кино Фросини и во околните мислам и во други простори на Младинскиот културен центар. И идејата е на оваа конференција на која што ќе имаме повеќе од 15 странски учесници да имаме представување покрај на резултатите од ова истражување, да ги запознаеме сите целни групи со наудите и слично, сепак да им представиме интересни проекти од регионот и дури од Европа, можеби и од другите континенти во зависност од тоа како ќе се склопи агендата, да им представиме какви се медиумски проекти има низ светот со цел да мотивираме и некои дополнителни нови активности во нашата земја и во земјите кои што се опфатени со ова истражување. Така што еве уште сега да најавиме конференцијата, доколку некој е заинтересиран, нека ги следи сајтовите на двете организации кои што сме сега тука, Метаморфозис и Младинскиот образовен форум. Ќе има наскоро објава со повеќе информации, можност за пријавување. Конференцијата ќе биде отворена за сите и знаеме дека уште сега ќе биде многу интересна, особено за младите, но и за медиумите. Така, што би биле задоволителни резултати од ова истражување? Кои резултати би ги задоволиле можеби вашите очекувања од истражувањето во однос на тоа дали се младите навистина вклучени во медиумите или не, затоа што нели тоа е всушност целата основа на ова истражување? Ние ќе бидеме задоволни доколку сите испитаници одговорили искрено во прашалникот кој што го пополнувале, бидејќи така најдобро ќе можеме да ги увидиме потребите и следните чекори кои што треба да ги преземеме. Ние не сметаме дека дури например ако искочи дека медиумите например не ги застапуваат младите,
знаеме што од овој момент дека сигурно поради тоа има некоја причина. И доколку, например, увидиме дека можеби самите млади не се доволно активни за да иницираат некаква соработка со медиумите, ќе можеме да интервенираме во таа насока и ќе можеме да го поправиме тоа, така што сите целни групи да бидат задоволни, ние како организации кои што се застапуваме за овие цели ќе можеме да интервенираме како што кажав. Така што ние сме задоволни со самото тоа што успеавме да ги собереме потребните бројки за истражувањето, за да можеме да направиме една сеопфатна анализа и за Македонија, но и компаративна за регионот. Така, меѓутоа, еве Моника, би можеле вие да ни одговорите колку е важна и соработката со медиумите, вашата соработка со медиумите за на крај да излезе еден квалитетен производ од ова истражување? Па апсолутно е неспорна важноста на соработката со организациите со медиумите. Токму и ова е една од целите која што имаше за цел да истражува истражување. Тоа е каква е соработката помеѓу младинските организации и медиумите, како вид на соработка тие воспоставуваат, како комуницираат, со цел да видиме дали можеби една од причините поради нивото на застапеност и контактот на застапеност на младите лежи па токму во ова. Така што неспорно медиумите се особено важни за ова прашање, токму преди тоа ни се една од таргетите кои што ги истражуваме. Да, но и самото истражување, само да се дополни, самото истражување е важно и за медиумите, бидејќи тие ќе имаат подобар увид во што е тоа што младите како една голема нивна целна група го сакаат и би можеле подобро да ги таргетираат и да им пласираат содржини кои што нив најмногу ги интересира, бидејќи тоа е едно од целите на истражувањето, како што кажавме, за различните типови на медиуми, да дознаат младите кој тип на содржина најчесто сакаат да ја гледаат. Например, ако за телевизија најмногу сакаат да гледаат едукативни содржини, спорт, не знам, филмови или слично, медиумот соодветно ќе знае да си ја создаде својата содржина и да понуди содржина која што ќе сакаат младите да гледаат. Меѓутоа, секако тука лежи одговорноста на медиумите, а тоа е да влијае на тоа да имаме напредна и активна критички настроена младина која што ќе може да прави добра обработка на содржината која што ја прима од самите медиуми, бидејќи секако покрај тоа што треба телевизијата да или медиумот воопшто да работи на гледаност и на што можно повеќе публика, сепак тука и одговорноста да креира содржини кои што ќе и нудат развој на самите млади со цел да имаме младина која што ќе може да биде добро информирана за сето она што ги интересира нив. Така, имате ли чувство дека младината во Македонија е добро информирана и едуцирана за тоа што е лоша, што е добра телевизиска програма во однос на нивните жилби потреби, како што и самите споменавте, критички настроена младина? Критички настроена младина се смета во однос на тоа да може да направи добра обработка на податоците, добра анализа на податоците, информациите кои што ги добива од самиот медиум, со цел да може да има вистинско сознание за информацијата која што го интересира самиот тој. Каква е моменталната состојба, да не зборуваме однапред, ние би сакале да добиеме резултати дека имаме активна младина која што размислува и е свесна, меѓутоа ќе видиме колку тоа навистина е така. Така, колку Младинскиот образовен форум и Метаморфозис имаат други активности поврзани со оваа тема, или ќе ни кажете ли? Јас ќе зборам за Метаморфозис, Моника после ќе се каже за МОФ. Ние како Метаморфозис имаме многу проекти за медиумска писменост. Ова ни е прв проект можеби кој што директно ги таргетира младите и медиумите како такви, но со другите проекти кои што ги имаме фаќано или нормално млади. Имаме неколку проекти кои што се заснуваат на обука на новинари за веб новинарство, значи поминуваат обуки во нашата организација за како да подготвуваат содржина која што ќе се објавува потоа на интернет. Во овие обуки опфаќаме видео, фотографија, аудио обработка и сите слични мултимедијални содржини кои што нели ќе го направат побогат написот кој што ќе биде објавен потоа на таа интернет страница. Но од друга страна исто така имаме и многу проекти со кои што обучуваме дали активисти, дали обични граѓани кои што сакаат да навлезат во граѓанското новинарство и нормално да ги обучиме за сите вештини кои што ќе им помогнат во тоа. Ние сме претеж, бидејќи како што не најави, ние сме фондација за интернет и општество, повеќе сме насочени кон интернет медиуми, но сепак имаме и многу традиционални новинари и медиуми кои што ги опфаќаме со нашите обуки, така што во последно време ова ни се најглавните насоки најглавните активности во оваа насока. Така, Моника, што е со
МОВ? МОВ значи работи со млади за секакви прашања и секакви проблематики, меѓутоа секако активно работи на темата медиуми. МОВ има радио МОВ кое што е онлайн радио. Значи тука имаме обуки кои активно пробуваме да ги вклучиме младите да бидат дел од креирање на содржините кои што сакаат да ги пласираат. Значи она што е особено битно е не само младиот како слушател, односно примател на информацијата, меѓутоа од друга страна како младиот како креатор на медиумска содржина, така што пробуваме преку овој канал да им дадеме простор на младите да може да се изразат во медиумскиот простор. Од друга страна, оно за кое што претходно зборувавме, медиумска писменост и критичко размислување, Младински образовен форум веќе многу години работи, односно има дебатна програма, меѓу која што една од целите е развивање на критичкото размислување кај младите, така што во своите центри кои што ги има во 14 града во Македонија, пробува односно работи на развивање на критичкото размислување кај средношколците. Така, се добива ли впечаток дека токму овие активности кои што ги имате, навистина придонесуваат да се развие критичкото мислење? Па секако, значи многу дури анализи го покажуваат тоа дека дебатата како алатка едукацијска влијае на тоа да се развива критичкото размислување. Ова е самото тоа бидејќи секоја тема која што се дискутира се гледа од двете аспекти, така што проблематиката за да со цел да може да се дискутира, да се дебатира, потребно да се анализира како што треба, така да самата алатка дебата влијае на развивање, придонесува на развивање на критичкото размислување, така што ние се надеваме дека, односно како организација, дека влијаеме на тоа да младите имаат развиено критичко мислење. Така, јас тука некаде ќе ви заблагодарам за гостувањето. Секако дека ве очекувам повторно, како што споменав и пред малку, на уште едно вакво интервју, штом ќе бидат готови сите овие податоци од анализата, да излиземе со точните бројки и со точните всушност информации околу тоа што покажало ова истражување и можете уште еднаш да искористите приликата и да ги поканите сите наши гледачи на вашата конференција. Благодариме на поканата. Продолжуваме понатаму ние со нашата емисија.